Работата по протоколи и пандемиските мерки на функционирање не ги демотивираат читателите на Струмичката библиотека Благој Мучето. Посетителите доаѓаат постојано, бираат книги, се запишуваат нови членови. Моменталниот број се движи околу 1500 читатели. Јас можам само да се пофалам дека на вистина бројот расте. Бројот расте, го обновуваат и уште една работа. Наскоро, деновиве, тоа што еден период го кажував, веќе ќе се реализира. Доаѓате во библиотека, побарувате книга, во моментот ја гледаме на рафтовите, меѓутоа на самиот компјутер кога ќе го напишеме насловот на книгата ни покажува каде се наоѓа. И доколку корисникот ја држи повеќе од 15 дена, ќе го замолиме да ја врати книгата за да го служиме корисникот. Значи многу полесна форма. Година и нешто веќе работевме на ревизија на целокупниот фонд на книги, меѓутоа и морам да кажам дека многу струмичани книгите си ги пресвоиле, така да не ги вратиле во библиотеката. Во библиотеката расте и книжниот фонд. Иако со скромни средства, дел од фондот се збогатува со купување, дел од донации или пак со подарување од автори. Да се надевам дека ќе имаме и таква помош. Одредени издавачки куќи од Скопје па и од Македонија, автори ни праќаат бесплатни примероци, така да фондот расте. Фондот расте во интерес на граѓаните. Книжниот фонд. Па еве сега, како што кажав, дефинитивно треба да се соберат колку во детско, колку во возрастни, го правиме записникот, кој ќе го доставам. Па да кажем дека 90.000 со подрачни библиотека во Василево и во Муртино. Тоа е тоа. Се надевам дека и понатаму радува фактот дека не посетуваат, ќе не посетуваат, и колегите и колешките прават напори да бидат читателите услужени, да бидат задоволни од услугата. Струмичката библиотека информира дека имаат посебни попусти за семејни членски карти, додека пак нема чланарина за деца во претшколска возраст.